Обвинителството нема да постапува по допрен глас за однесувањето и говорот на премиерот Ковачевски и вице-премиерот Битики кон новинарот на Алфа телевизија. Од тој обараат репортерот доколку смета дека против него има сторено кривично дело или говор на омраза да си пријави, пошто обвинител ќе проверува дали има простор за постапување. Доколку одреден новинар почувствува дека спрема него е сторено кривично дело со елементи на говор на омраза или дека со кривични дејствија е спречен во вршењето на службена должност, тоа може да го пријави во надлежното јавно обвинителство, кое ќе испита дали во наведениот настан има обележја на кривично дело кое се гони по службена должност. За разлика од сега, обвинителството во низа наврати постапувало само иницијативно, односно формувало предмет по допрен глас. За обвинителите не е доволно што премиерот индиректно го обвини новинарот на Алфа за ксенофобија, па дури модерен фашизам. Меѓутоа имаме појава на еден популизам, кој што популизам во својата основа има етнонационализам и ксенофобија, што за мене е форма на модерен фашизам. Дополнително нема реакција од институциите ниту на однесувањето на членот обезбедувањето на Фатмир Битики, кој буквално го истурка новинарот кога тој сакаше да му објасни на вице-премиерот дека прашањето воопшто не е насочено кон албанците, туку кон политичката партија ДУИ, впрочем како што и беше поставено. Три дена по некоректното однесување и одговарање на прашањето поставено од репортерот на Алфа телевизија, се уште нема извинување ниту од вице-премиерот Битики, ниту од Илинданска. Наспроти тоа, премиерот ден потоа се обидуваше да го оправда заминувањето на Битики, која изврта тезата на поставеното прашање на национална основа. Ова не е прв пат функционерите од партиите на власт да ја прегазат линијата кога новинарите поставуваат прашања кои не модат во прилог на владините политики. Министерот за економија во повеќе наврати не се однесуваше коректно. Бектиши пред неколку месеци влезе во конфликт со новинарите пошто се извинуваше на социјалните мрежи. Вие не сте тука повикани да давате коментари, да поставувате прашања. Ако мислите дека на прес-центарот би може да давате коментари, тогаш можете да го направите во вашите емисии. Мислам дека секој ден треба да одговараме на исти прашања. Лидерот на интегративците отиде и чекор понатаму од владините функционери, па освен етикетирањето медиуми, Алфа и Телма ги нарече антиалбански телевизии, зашто тогаш реагираше и американската амбасадорка. Куј ти боју шърбим? Me këto lëvizje që po bëhen. Sigurisht armiqve të shqiptarëve, po duart rokisin. Alfa, Телма, Мелма, Чајон, кто? Алфа. За функционерското недолично однесување, вклучително и пред 3 дена реагираа сите еснавски издруженија, ЗНМ, ССНМ, МАН, како и Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.